Немојте да мислите дека ние во јавниот сервис сме интровертни, дека не сакаме да дискутираме за нашата работа. Не е тоа точно, меѓутоа мораме да направиме дистинкција помеѓу тоа со кои луѓе и со кои институции ние можеме да комуницираме и мораме да комуницираме, затоа што не сме еден обичен медиум кој што го мора да го прави тоа. Сите сме сведоци на еден период на транзиција кој што неминовна не само државата, туку го зафати и јавниот сервис. Јавниот сервис континуирано во овие 15 години беше по транзиција. И морам да констатирам дека тектонското поместување на медиумите во Македонија неминовно го зафати и јавниот сервис. Во изминативе 3 години, јас можам да говорам за јавниот сервис од кога јас сум на барем раководно место во јавниот сервис. Значи, македонската радио телевизија согласно својата општествена, професионална и максимална улога која што ја има и максималната посветеност кон својата работа, успеа не само да исплива на површина, значи да биде забележана, туку успеа во многу наврати и да го завземе водечкото место кога станува збор за медиумскиот простор во Република Македонија. Па дајте навратете се наназад, да видиме до пред само 3 години, кога исто владеачката партија која што сега и тогаш беше на власт, па и пред 5 години била на власт, па и пред 7 години била на власт, значи во македонските медиуми воопшто не се говореше за јавниот сервис. Ние 25 години немаме дебата за јавниот сервис и се поставува прашањето кое што е многу клучно, зошто токму сега се јавува потребата за дебата во јавниот сервис. Зошто токму сега се протестира пред портите на МРТ, а не се протестираше пред 3, пред 5, пред 7 години или многу повеќе. Македонската радио телевизија била на работ на својата екзистенција. Имало идеи помеѓу политичарите да јавниот сервис нешто слично на грчкиот јавен сервис да биде згаснат. И тоа не успеа да се направи. Дури ни политиката не беше моќна затоа што европските држави, значи, се концепирани на тој начин така што јавниот сервис е ликот на државата. Значи, уште еднаш ќе потенцирам. Ве слушам во многу наврати, вие велите, па знаете, морате таа професионалност да ја прикажете во едно вистинско светло, така што ќе одделите државата од партијата. Значи, многу е тенка линијата помеѓу објективноста и субјективноста. Тоа што за вас е објективно, за мене може да биде субјективно и обратно. Мораме да бидеме свесни за тие работи. Македонската радио телевизија е институција која што е основана од државата и ги брани и настапува и секогаш во заштита на државните интереси. И тоа ние го правиме и во моментов и ќе се обидеме да стоиме на тоа ниво и да го правиме во иднина. Во состојба на криза на јавните сервиси во регионот. Значи, ако ги анализирате јавните сервиси во регионот, затоа што слободно ќе кажам дека македонската телевизија е единствен пандан и се јавните сервиси. Значи, не само во регионот, туку во Европа. Ударот кој што континуирано и го задава политиката на македонската радио телевизија во изминативе 20 години се покажа недоволно силен за комплетен распад на новинарската матица, туку напротив јавниот сервис ги преживеа и се уште ги доживува исправена на нозе сите критики и обвинувања за својата работа. Не интересира гледаноста до тој степен затоа што ние имаме една единствена функција. Покрај тоа што треба да информираме, ние треба да забавуваме и треба да едуцираме. Пред се едукацијата е оној дел кој што според мене треба да биде на пиедесталот кога станува збор за програмата. Јавниот сервис од секогаш ќе биде отворен за критика. Нашето присуство овде значи го потврдува истото. Јас верувам не само кон мене, затоа што ја во Глобала сум одговорен уредник и ја следам целата програма. Не можам до детали да навлегувам во ситници, затоа што има уредници извршни кои што работат по програми и многу покомплексно и подобро ја познаваат проблематиката од својот сектор кој што го работат. Нашата работа како новинари е одговорна и токму затоа секоја критика и сугестија кон нас, верувајте, се добре дојдени. И ние сите критики и сугестии ги следиме. Меѓутоа, не сакаме да изигруваме медиумски старлети и да го узурпираме медиумскиот простор во Република Македонија со проблематика која што сметаме дека не е соодветна за полемизирање во некоја од формите во која што ни била понудена како таква. Сведоци бевме на
масивно одлевање во изминативе години, не само на техничкиот кадар од јавниот сервис, туку и на новинарскиот кадар од јавниот сервис, во оној мрачен период, јас ќе го наречам на македонското новинарство. Јас не верувам дека сега е мрачниот период на македонското новинарство, него напротив, сметам дека политичката ситуација во државата ни е таква, така што ние се обидуваме согласно политичката ситуација, па и општествената ситуација во државата, да реагираме како новинари и да ја правиме програмата, сметајки и превземајки секаква одговорност кон она што ние се стремиме да го направиме во јавниот сервис. И ви уверувам дека секогаш сме, барем во овие изминати 3 години, сето она другото кој што вие ќе ми го парафризирате овде, значи јас можам комплетно да го анализирам и да го гледам како една филозофска конструкција, ништо повеќе. Значи детална анализа е она што ни треба, меѓутоа детална анализа од сите сегменти. Според мене, решавањето на проблемот на јавниот сервис е првенствено финансирањето. Од тука тргнуваат сите останати проблеми кои што ние ги набројуваме.